почитувани, Зоран Заев направи пустош во државата. Качува даноци и ги ограбува граѓаните само за да можат синови, керки, браќа, сопружници да се поставуваат на добро платени места во администрацијата. ВМРО-ДПМН преку незадоволни членови на владеачката партија дојде до партиски списоци за вработување на СДСМ во Прилеп. Власта не вработува по закон, туку по список од партијата. Според списоците кои ги имаме, а на кои стојат имења на лица кои се вработени или треба да бидат вработени во идно време, се гледа како на истиот стојат целосни податоци со име и презиме и институција, односно предпријатие, каде треба да бидат вработени. На списокот стои името Мартина Младеновик од Прилеп, која од 22.10.2018 година е вработена во средното училиште Ѓорче Петров. Тутунскиот комбинат во Прилеп исто така е место за вдомување на партиски кадри. Таму е вработен Жан Петанчевски и тоа на 4.3.2019 година. Тој на својот Facebook профил може да се забележи во друштво со функционери на СДСМ како Љупчо Николовски. Бумбаровски Валентин бил вработен на определено време во период од 26.11.2018 година до 25.2.2019 година. Власта не бира институции каде да ги вдомува партиските кадри. Момировски Илчо, кој на својот Facebook профил има слики со Зоран Заев од партиски митинзи, е вработен како судски полицаец во Основниот суд во Прилеп. Ова се 4 нови вработувања од партиските списоци на СДСМ. Ова е начинот на кој функционира Социјалдемократскиот сојуз. Зоран Заев и Горан Сугаревски мора да одговорат колку партиски кадри и функционери на власта се вработени на овај начин. Дали после непотизмот на повидок е нов скандал на вработување на активисти по список? Наместо достапност на секој работно место за секој, добивме партизирана администрација вработена по партиски список. Партизираноста мора да стане минато. Владењето на СДСМ мора да замине во историјата. Македонија заслужува подобро. Ви благодарам на вниманието.